Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. На денешното видео ме инспирираше еден текст кој го прочитав неодамна, една објава. Се работеше за дилемата дали ние имаме избор или се е предодредено и однапред дадено. Јас имам некое мислење на темата и бидејќи не сакав да пишувам долги текстови, долги коментари на објавата на мојата пријателка, ете решив да снимам видео, да си го објаснам, образложам својот став, своето мислење, па можеби некому ќе му служи, можеби ќе му даде некоја друга перцепција, можеби ќе го предизвика на размислување, можеби ќе дојдеме до некои спротивставени ставови, можеби воопшто нема ни да се согласите со мене, но се разбира и тоа е апсолутно во ред. Сите ние имаме право на своји ставови и на своји мислења и во ред е да ги почитуваме другите дури кога и не се како нашите. Јас се залагам за тоа дека секогаш имаме избор, правиме избор дури кога решаваме да го одложиме изборот или кога го препуштаме на некој друг. И тоа се однесува на секојдневното практично живење, не само на големите промени во животот, не само на изборите кои што ќе не определат понатаму, како што се избор на образование, партнер, професија, работа и така натаму, туку и секојдневно избор како ќе се однесуваме со другите, избор што ќе правиме во текот на денот, избор како ќе реагираме на ситуациите во кои се наоѓаме. Последните години не сакам многу крајности, некако тежнеам кон тоа да го пронајдам балансот во нештата, балансот во работите, балансот во себе и нормално дека одејќи по тој пат дека и јас одам од крајност до крајност, меѓутоа сакам да го освестувам тоа и некако постојано да се доближувам кон центарот, односно да ги балансирам работите. Така и во оваа теорија за имаме секогаш избор и во онаа другата се е дадено и ќе биде како што ќе биде, сакам да пронајдам некој баланс, па ако ги споиме тие две теории, тогаш ќе добиеме дека да, се е како што е, се ќе биде како што ќе биде, но во рамките на сето тоа ние имаме избори. Ние правиме избори. Ние донесуваме секој ден одлуки и ситни и поголеми, како што веќе кажав, правиме избори и според тие избори го креираме нашиот живот, се креираме себе си, односите со другите и со светот. Тоа не значи дека ние сме семојки, ќе ги прилагодиме сите надворешни услови и сите луѓе и се да биде компатибилно, адекватно на нашите избори, и се ќе тече едноставно, лесно и секогаш ќе не донесе до посакуваниот резултат или цел. Дека секогаш нашите избори ќе испаднат вистински и секогаш ќе ни го олеснат животот. Не, далеко од тоа. Затоа што нашите избори имаат и своји последици, затоа што нашите избори продолжуваат да траат низ одредено време во кои условите во кои сме го направиле тој избор се менуваат. Многу често треба да ги промениме тие избори или да ги прилагодиме на условите, луѓето, на нашите потреби и желби на крајот на краиштата кои во меѓувреме се промениле. Од таа перспектива може да ни изгледа дека тие избори не биле вистински. Од оваа перспектива сега може да ни изгледа дека сме можеле да избериме сосем поинако и тоа не можеме да го промениме, можеме да направиме само нов или поинаков избор. Што се однесува до таа голема даденост, до таа една целина во која ние екзистираме, функционираме, тоа јас го разбирам како имаме повеќе патишта кои ни се некако дадени, предодредени и ние врз основа на тие дадени патишта правиме чекори и тргнуваме кон едниот, кон другиот, кон третиот. Тоа е нашиот избор. И кога ние тргнуваме кон еден од тие патишта, тогаш продолжуваме понатаму по патот и создаваме некаква реалност. Ако сме тргнале по другиот пат, по третиот пат, тогаш најверојатно ќе сме живееле во некоја друга реалност, во некои други услови, во некоја друга приказна.
изборот е токму во тој чекор што го правиме и тргаме по одреден пат. А кога ќе го промениме изборот, ние едноставно бираме друг пат или продолжуваме десно или лево. Дури и на секојдневно ниво, ако денес избереме да тргнеме по таа уличка или по другата уличка, ние правиме избор кој ни го креира денот, а некогаш може да ни го промени и животот. Зависно кого ќе сретнеме, што ќе видиме, чуеме, дознаеме, каква можност можеби ќе ни се отвори на патот кој сме го избрале. Врз основа на сето ова, мојата теорија, она што мене ми одговара, има некаква смисла и логика, е дека се е како што е и се ќе биде како што ќе биде кога се однесува на корупни големи работи, кога се однесува на системи во кои што сме ние само една алка и во кој тој систем функционира според одредени правила и законитости кои можеби секогаш до крај не ги знаеме. Што се однесува на светот што не обкружува, на природата и околината, иако не смееме да го занемариме нашето влијание врз сето тоа, тогаш сметам дека имаме избори кои можеби не се толку значајни, кои не се толку видливи, меѓутоа сигурно дека придонесуваат и прават промени дури кога ние не го знаеме тоа. А кога се работи за нашиот живот, сакам да верувам дека ние имаме избори, дека ние имаме право на избор, дека ние можеме да избираме и дека врз основа на тие избори имаме можност да го креираме животот и да се креираме и себе си. Се разбира, во дадени услови, со дадени вештини, можности, капацитети и под влијание на се од околу што не обкружува. Постојат и учења и верувања кои што веруваат дека ние го бираме и денот на нашето раѓање, денот на нашето заминување на некое друго ниво, но не би сакала да навлегувам во тоа, сепак зборувам за изборите кои што ги донесуваме на свесно ниво во нашата физичка реалност. И мислам дека понекогаш ни е полесно за некои работи да кажеме дека немаме избор или дека сме биле приморани или дека некој друг нешто ни наметнал, чисто само за да ја оттргнеме одговорноста од себе. Сме направили избор со кој можеби подоцна не се согласуваме, па полесно ни е да ја префрлиме одговорноста на некој друг, на луѓето околу, на условите на светот. А потврда за тоа мислење мое е дека во исти услови различни луѓе прават различни избори. Јас ве оставам со мислата и идејата дека секогаш имаме избор и имаме избор исто така дали ќе веруваме или не во тоа, да веруваме во она што ни служи, ни го леснува, збогатува квалитетот на животот и она што не прави задоволни, среќни и што ни носи мир во душата. Јас ви посакувам убав ден и се гледаме во некое следно видео со некоја нова тема.